Ние како партија главните проблеми за дисфункционалност на нашата држава ги гледаме во елементарното нефункционирање на институциите и неспроведување на законите. Ако се фокусираме да ги подобриме овие состојби и ако создадеме функционални институции пред кои што секој еден ќе има еднакви права, тогаш би можеле да ги активираме сите механизми за да имаме успешно општество и општество кое ќе биде навистина еднакво за сите и ќе нуди еднакви можности за секој. Тука постојат многу различни анализи кои што можат да се направат. Едната анализа би била економската, односно економската стабилност на државава. Другата анализа би била така наречената бирократска анализа, која што ги спречува до некаде инвеститорите да се одлучат да инвестираат овде поради предолги и прекомплицирани бирократски процедури. И третото е тоа што немаме адекватен и доволно едуциран кадар, кој што треба практично да биде главниот мотив на инвеститорите да дојдат и инвестираат во нашава земја. Не само во последните 7 години, него многу порано, откако почна веќе да се инвестира во нашата држава, ние не направивме стратегија соодветна во насока на образованието, ниту пак имаме соодветни анализи кои што ни кажуваат со каков дефицит на кадар се соочуваме во државата и каков кадар е потребен истата да го избегне овој, да речем, светски феномен. Така што ние практично се наоѓаме во оваа ситуација после X години и времето сега веќе не можеме да го вратиме назад. Тука главниот проблем е самата стратешка определба на државата, стратегија која што ние стихино ја определуваме како држава и немаме однапред определено пат кој што ќе го одиме. Доколку пред 30 години знаевме дека повторно ќе актуализираме индустриализацијата, тогаш уште пред 30 години требаше да ни биде јасно дека треба да створиме кадри адекватни за индустриите кои што планираме да ги привлечеме. За жал, не го направивме тоа и во моментов се соочуваме со дефицит на кадри во индустриите, па и во секој еден бизнис и секоја една економска гранка. Пред се, според мене, фали така наречена стандардизација. Стандардизацијата е многу важна заради тоа што така ние прво ќе седиментираме домашната нелојална конкуренција, но со таа стандардизација нашите продукти ќе ги направиме еквивалентни на производите од светот. Односно ќе ги прилагодиме нашите производи према светскиот пазар и према квалитетот што го бара светот од нас. Не можете да му нудите на светскиот пазар нешто што тој го неќе или што претходно го има предефинирано во стандард. Значи, точно има јасни насоки за тоа што сака европскиот, што сака америчкиот, што сака азискиот и така натака, што на тие пазари им треба и што е дефицитот таму. Повторно морам многу често да го употребувам овој израз, за жал, ние не успеавме ниту преку амбасадите, ниту преку размена на знаења по други канали да научиме што е тоа што му треба на светскиот пазар. Од тука микро и малите предпријатија кај нас се фокусирани пред све на домашниот пазар и домашната сцена која што за жал е премногу мала за апетитите на еден сериозен бизнис или еден сериозен бизнисмен. И самиот пазар така мал, кој што не продуцира доволно субстанца, доваѓаме до моментот да ние материјалите со кои што треба да работиме ни доаѓаат од увоз и истите се многу скапи за понатамошно нивно користење и понатамошно нивно облагодорување во финален производ кој што тој мал бизнис, тој микробизнис го нуди на овој пазар. Оттаму, значи, ние од самиот старт
имаме скап финален производ, производ на кој што не можеме да му додадеме реална додадена вредност. Кога ова ќе го сватиме за домашниот пазар, што останува за светскиот пазар? Затоа велам дека една од стратегиите мора да биде помош во таа стандардизација и во таа едукација на микро и мали бизниси и нормално со тоа отварање на вратите кон странскиот пазар за нивните производи. Тука не зборам само за производствени дејности, тука зборам дури и за услужни дејности кои што ние можеме да ги понудиме овде како држава. Од оние искуства што до сега ги имаме, сите фондови кои што ги стимулираат овие процеси, за жал завршуваат, повторно за жал завршуваат неследливо и во раце кај оние кои што не можат да дадат адекватни резултати. Пред се, законите не смеат да имаат толеранција. Законите се точни, законите се екзактни и законите треба да се почитуваат. Институциите се тие кои што треба да имаат толеранција. Значи во рамките на институциите да дадеме доволно време луѓето да го прилагодат својот начин на работа према она што се бара кај нас во законите. Тука има еден голем пропуст. Имаме закони кои што се веќе и пред Европската Унија. Значи, ние не сме се уште во Европската Унија, а спроведуваме закони кои што малте во Европската Унија не ни постојат. Можам така грубо да кажам. Така што, сметам дека во тој дел, како институции, треба да ја зајакнеме толеранцијата према бизнисите и да им дадеме доволно време на микро, малите и средните предпријатија да ги прилагодат своите процеси по оние закони кои што се делотворни и за самата држава. Тука кога веќе збориме редовно плаќање на давачки, даноци, царини и слично, значи или следење на фискализација, следење на тие работни односи, но не до оној степен да ние го загрозиме кревкиот бизнис кој што туку почнал за едно микро или едно мало предпријатие. Програми постојат, фондови постојат. Ние имаме премногу фондови, имаме премногу програми. Од она што јас го имам забележано до сега и да речам ова трае многу одамна и е повторно една слика за жалење, тоа е дека парите од европските фондови во многу мал процент, верувајте, многу мал процент завршуваат во джебот на оној на кого навистина му требаат и оној кој што навистина го заслужил тоа. За жал, поголем дел од тој колач оди по разноразни советодавни, консултантски и коекакви други услуги, а самиот бизнис во есенција или оној кој што треба да ја добие таа финансиска помош за да направи нешто, добива една многу мала порција која што е недоволна за еден сериозен стартап. Не, ќе повторам, не е примарно бизнисите да добиваат финансиска помош. Примарно е тие да добијат доволна едукација и да добијат отворени врати за ширење на нивниот бизнис или за развој на нивниот бизнис план. Ова е многу важно. Потоа, за да можеме ние тие пари што се инвестирани да ги оплодиме, ние мора да водиме точна евиденција, строга евиденција и да бараме резултати. Сега буквално се што инвестирано во држава нема следственост, нема следливост, нема транспарентност и на крај нема резултати. А јас ви гарантирам дека пари има доволно за сите. Одлуката е твоја. Среќна 13-ка.